Со пораките, ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Кампањата за борба против општествено исклучување по сите основи, меѓу кои и врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет, денеска беше во Битола. Во проектот за унапредување на механизмите за заштита од дискриминација на локално ниво се вклучија Народниот правобранител на Република Македонија, Министерството за правда и Комисијата за заштита од дискриминација. Во Битола во 2015 и 2016 година имало само по една преставка за дискриминација по етничка основа, додека во 2017 за 2 месеци биле поднесени 3 преставки. До денес во овие 2 месеци се поднесени веќе 3 преставки, од кои едната е исто така по основ на етничка припадност. Имено сите сте свесни дека во основното училиште Георги Сугарев осамна со графити кои што покажува говор на омраза, значи ова представка е врз основа на дискриминација со говор на омраза против ромските деца, ученици кои што учат во нив. Втората представка е исто така од граѓанин од ромската заедница која смета дека е дискриминирана од страна на здравствените работници во клиничката болница, а третата представка која што е во тек е врз основа на политичка припадност и убедување, каде што граѓанинот смета дека неговото работно место е доведено во прашање токму заради различната политичка припадност. Дискриминација која предничи во Битола била онаа по политичка основа. Основот е најголем политичка припадност и убедување, етничката припадност. Имаме само една врз основа на родова припадност, додека за сексуална ориентација до денес не е поднесена ниту една представка, ниту пак граѓанин дошол во канцеларијата да разговара во однос на проблемот евентуален со кој се соочува. Невладината организација ХЕРА и Коалицијата за сексуални и здравствени права почна активности во помалите општини, сметајќи дека локалниот менталитет е многу суров кон различностите. Целта е да се подобри информираноста на граѓаните за правата и прекршоците по овие основи, поттикнувајќи ги да пријават случаи на дискриминација. Покрај представка до Народниот правобранител, кога се работи за дискриминација од државна институција, ние имаме и Комисијата за заштита од дискриминација. Таму представката може да дојде писмено, значи да се напише писмо, може да се јавите во Комисијата за заштита од дискриминација, на самата страница на Комисијата за заштита од дискриминација има и готов образец. При тоа, за тоа не ви треба некоја силна правна помош, туку битно е само да се опише случајот што вистински се случил. Бидејќи Законот за заштита од дискриминација предвидува потенцијалниот дискриминатор да објасни дали дискриминирал или не. Значи, начинот за пријавување е многу едноставен, меѓутоа нашите граѓани едноставно се плашат да го направат ова, бидејќи не знам, веруваат дека овој процес нема да се истера до крај, а тие ќе бидат експонирани. Потребата од континуирано потсетување на јавноста за препознавање и пријавување на случаите на дискриминација, особено на локално ниво, организаторите велат се заснова на фактот што бројот на преставки е во постојано опаѓање. Главен резултат на овој проект е основањето на координативни тела за заштита од дискриминација од страна на советите на општините.